Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро. Време е за 24 од се срце и за уште една емисија која што верувам дека ќе го привлече вашето внимание. Нема да зборуваме директно за здравието, иако и оваа тема која што денеска ќе разговараме во студиото е тесно поврзана со добрата психофизичка состојба на луѓето. Од се срце денеска во нашето студио им честитам на наградите на две прекрасни девојки кои што се наши гостинки, а од неодамна се вратија од Балкански шампионат по вушу во кој што се одржа во Сакарија, Турција, и на Македонија и донесоа злато, сребро и 2 бронзи. Денеска во студиото Елена Ставреска и Данче Сијановска, представници од Фейлонг клубот по тајчи чуан и Чи Конг кинески боречки вештини. Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов. Благодариме за поканата, добро утро и неизмерно ја цениме твојата поддршка. Јас ви честитам на успехот кој што го постигнавте. Ова е прво вакво надпреварување за вас и се вративте со навистина вредни награди. Па прво беше голема чест што добивме покана да учествуваме на еден ваков надпревар, кој што учествува 9 земји. Навистина имаше добра конкуренција, 800 надпреварувачи и многу сме благодарни што ја добивме поканата да земеме учество, а се разбира тргнавме без очекување, но убаво е чувството кога ќе се добие награда за вложениот труд. Бидејќи ние цела година работиме многу напорно, скоро една година се спремавме за овој надпревар, за Балканскиот шампионат по вушу. И од септември до сега скоро секој ден тренинзи, доста напор, доста труд и се разбира наградите се добро дојдени. Да, велите 800 надпреварувачи од 9 балкански земји. Од кај нас бевте само вие две и уште една девојка која беше представничка од вашиот клуб. Морам да спомнам Филис Реджеп, бидејќи после 5 месеци вежбање се појави на такмичењата и мислам дека тоа беше преголем успех не само за неа, туку и за мене, затоа што едноставно преку нејзиниот успех, но се разбира дека го доживувам и собствениот, што како тренер, како тренер. Секоја чест за нејзе затоа што мислам имаше огромна храброст да се појави и значи се извежба многу коректно, без ни една грешка, тоа е огромен успех за само половина година работа тајчи чуан. Да. И мора да напоменам дека многу ни помогна околу турскиот јазик, бидејќи таа зборува турски, а турците таму послабо се снаоѓаат со англиски јазик, така што ни беше незаменлива. Одлично, поздрав до Фили, се надам дека незаменлива беше, да. Следното надпреварување ќе имаме и поголем број на представници од кај нас од Македонија, затоа што од 9 балкански земји 800 надпреварувачи, од кај нас само 3, што значи од останатите 8 дојдени се 800 надпреварувачи. Може би сега на почетокот на гледачите кои што ја гледаат емисијата и не им е јасно што е тоа вушу. Може ли да не објасните која е таа дисциплина вушу и што се содржи? Во кои дисциплини вие се надпреварувате? Вушу е спорт кој што е една унија од повеќе кинески боречки вештини. Ние се такмичевме во тајчи чуан, во модерен стил и традиционален тајчи чуан. Во модерен стил 24 форма освоивме злато и сребро, јас злато, Елена сребро, а во традиционален тајчи чуан 40 јанг стил освоивме бронзи, двете заедно. Одлично. И сега интересно беше тоа што речеме оваа година немавме представници на пример во боречки вештини како санда и останати, меѓутоа се надевам дека наредната година ќе успееме да одиме поголем број и поорганизирано. Колку време вие се занимавате со тајчи чуан и Чи Конг? Велите Фили само 5 месеци успева да стигне на Балкански шампионат, меѓутоа вие малку подолго ми се чини дека се занимавате со ова. Да. Па мене ова ми е скоро, значи 12-та година. Како вежбам тајчи чуан, иако преходно бев гимнастичарка, значи брзо се снајдов. Но мене лично немаше кој да ме спрема, например, за надпреварување, додека сега моите ученици имаат таа шанса, значи да имаат тренери, тоа се така оди веќе
побрзо зема поголем замав и така да може тоа да се реализира. Да, ние додека разговараме можеме да ги погледнеме и инсертите од надпреварувањето во Сакарија, Турција. Чисто гледачите кои што не знаат како изгледа тајчи чиконг да погледнат да видат за каква дисциплина всушност станува збор. Кинеска боречка вештина е тоа. Што велите 12 години, Данче. Елена, ти кога се приклучи кон Јас вежбам веќе 6-та година. Значи прво двете почнавме во еден друг клуб. Меѓутоа, со време одлучивме дека можеби нешто наше, свое ни треба и така. Се формиравме клубот Фейло. Значи сега Данче е инструктор по тајчи чуан и чиконг, меѓутоа почетоците ме интересираат твоите, како бе, од каде дојде ти до допир со овие борички вештини, затоа што не сите кај нас знаат дека постојат тајчи чуан и чиконг како дисциплини кои што се изучуваат. Сосема случајно, читање на интернет, најдов едно здружение тука каде што се вежба тајчи, отидов, ми се допадна и по одреден временски период почувствував дека ми е потребно нешто повеќе. Значи, односно повеќе од рекреативно вежбање. Значи, едноставно ми се зголеми амбицијата, сакав нешто по не само да остане на тоа рекреативно ниво, него ми требаше нешто повеќе, значи повеќе форми, да се расшири самата дисциплина во сите нејзини ограници, значи повеќе форми, работа со оружје, почна тие интереси и тоа ме натера да почнам да си барам да го сменам патот, како тука да се совпаднавме со интересите, со амбициите. Кажете ми дали кога започнувавте, имате настапувано на некои други шампионати или ова е првиот? Ова е прв. Значи, ова е прв пат во историјата на македонскиот спорт да имаме представници на било какво вушу надпреварување. Значи, вушу е спорт, значи олимписки спорт. И за тоа беше важна оваа покана. Значи, бидејќи прв пат во историјата на македонскиот спорт имаме македонски представници и тоа да бидат женски. И многу, мислам, мене тоа ми беше интересно, бидејќи повеќето, например, од другите балкански земји имаше учесници од посилниот пол. У нас беа 3 девојчиња кои што се отидоа до Сакарија, Турција. Организацијата каква беше да се стигне направено од каде поканата да вие учествувате? Да, ние соработуваме со останатите балкански земји и на покана од подпредседателот на Балканската вушо федерација Саша Баланесковиќ ни овозможи да имаме представници на ова надпреварување. И јас сум многу благодарна за тоа и значи организацијата беше екстра, значи од пречекување до целата организација беше безпрекорна. И мислам, што да кажам понатаму? Да, турците веќе имаат искуство во тоа, значи кај нив се организираат и светски и европски првенства. Баш оваа година имаше, така? Да, оваа година. Баш оваа година имаше, така што без проблем се има пракса. Да. Иако вие како дебитанти, да кажеме, отидовте и ги освоивте наградите кои што ги донесовте. Фино беше, влегуваме во салата и го гледаме македонското знаме закачано меѓу сите земји учесници. Мислам, стварно голема чест, да. А после дека свиреше и химната, тоа беше уште поголема чест. Така, тоа е на доделувањето на наградите, кој што исто можеме да го погледнеме видеото со доделувањето на медалите, додека разговараме, да видиме како тоа изгледа. Како беше чувството кога застанавте вие на пиедесталот и ги земавте награди? Јас лично толку надпреварувачи. Јас лично, значи после доделувањето ја почувствував, значи наградата. Тогаш бев, мислам, може да се види на снимката, малце сум збунета. Елена се смее. Јас сигурно се смеам. Неконтролирани емоции, бидејќи не очекувавме. Знаевме дека ќе биде добра конкуренција, квалитетни надпреварувачи, кои што исто така вложиле труд, напор, сите дошле со очекување дека ќе земат медала. И конкуренција за нас беше стварно надреално. Да, надреално. Што комплетно не очекувавме. Не очекувавме. Ние отидовме таму да представиме земјата, да се представиме себе си, клубот. Едноставно за мене беше
самата се доживеам како може да носам луѓе, значи во друга земја, на надпреварување, да почувствам самата одговорност. Бидејќи сум тренер и плюс се надпреварував. И да се надпреваруваш со своите ученици, тоа е стварно на борба во себе што мора да се изводи, ама ета излезе како што излезе, се покажава во најдобро светло. Одлично. Стекнати многу пријателства. Да, размена на искуства, што е, мислам, најважно. Моментот со наградите, всушност, минливо. Значи, тоа е поминува многу брзо, а стекнатите пријателства, искуството е незаборавно. И како што напоменавте, самата традиција и култура која што ја запознавте, таму остави голем впечаток кај вас, се запознавте со многу луѓе, многу нови начини на живење и на размислување. Веројатно дека ова нема да биде последното ваше надпреварување, ова е само почеток на една убава нова страница во вашето вложување во овој вид на спорт и на секако покрај спорт и рекреација, за тоа што е тај чи чуанот и чи конгот и што всушност представува и како можеме, како што напоменав ја, на психофизичкото здравје да се делува, ќе поразговараме по краткиот блок на реклами, кога, драги гледачи, и вие, доколку имате можеби некое прашање поврзано со овие боречки вештини, кинески боречки вештини, или едноставно да им честитате на ова голем успех и големо постигнување на овие две прекрасни девојки во нашето студио, Данче Силјановска и Елена Старвеска, можете да се јавите по блокот реклами на нашите две телефонски линии. Black Up. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Во туризмот, изборот што им се нуди на луѓето е толку голем, што имаш само една шанса да оставиш добар впечаток. Туристот е секогаш со големи очекувања, без разлика на цената што ја плаќа. Но тоа не е ништо ново. Тргнете од себе и кажете дека не е така. Затоа, ако нешто немаш во понудата, надомести го со насмевка и љубезност. А од тоа што го имаш, понуди го најдоброто. Луѓето ќе знаат да го ценат тоа и ќе дојдат повторно. Зашто добриот глас надалеку се слуша, а лошиот подалеку и одекнува уште подолго. Ти си лицето на твојата земја. Од туризмот сите добиваме. ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തിന്? ചുമ്മാ. പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? La puerta del baño no puedo entrar, estoy buscando mantenimiento. Да, на улица Владимир Комаров. Телекабел. За семејното спокојство секогаш има решение. Две белки, две жолчки. Телевизија, интернет и телефонија. Телекабел. Ваше комплетно решение. Еве не повторно назад во студиото. Данче Силјановска и Елена Старвеска беа првите македонки кои што учествуваа на Балканскиот шампионат по вушу и ги донесаа наградите овдека во Македонија. Златна медаља, една сребрена и две бронзени. А за тоа што е тај чи чуан и чи конг разговараме во втората половина на нашата емисија. А вие, драги гледачи, со вашите прашања слободно може на нашите две телефонски линии да не побарате и секако додека се тука нашите гостинки да ви одговорат на се она што е поврзано со кинеските боречки и вештини. Како што напоменав пред блокот реклами и сега кога се враќаме во студиото, многумина веројатно не знаат што е тај чи чуан и чи конг. Во секој случај тоа многу допринесува на психофизичкото здравје. Вие сте сведоци за сето тоа и сакам сега во оваа втора половина доколку може да ни кажете, Данче, што всушност себе направим представува тај чи чуан и споредбено со тај чи чуан чи конг. Тај чи чуан и чи конг се ние ќе се изразам многу поедноставно.
се кинески вештини за одржување на психофизичкото здравје. Кај народот познати се оние кинези што ги гледат, кои што вежбаат по парковите во Кина. Значи, за тоа станува збор, десни изведување на лесни, бавни, флуидни движења, кои што се вистинска релаксација на умот и на телото. Сега... Велите лесни, бавни. Да не помислат гледачите дека е лесно да се биде. Не, воопшто не е, да, доста е напорно. Значи, кога ќе дојдат прв пат луѓето, обично се со очекување, да, ова ќе ми тргне веднаш. Изгледа многу лесно, многу едноставно, како пливање во воздух или, што би рекол еден наш пријател, нежно карате. Да. Меѓутоа, воопшто не е така. Значи, тоа е еден пасивен напор што се задава на мускулатурата и тоа е прилично напорно да се издржи. Значи, се работи во низок став, значи, обично луѓето секогаш прво имаат проблеми да го фатат ставот и долго време се работи на тој став со исправена кичма, значи целиот рбет треба да биде исправен од вратот па се до карлицата. И обично првите часови се доста разочарани, меѓутоа се обидуваме да им објасниме дека не е тоа туку така, значи дека се работи со години, значи не може инстантно да ти тргне. Иако не треба да се откажува. Делува фрустрирачки на почеток, точно е тоа, дека кога се гледа од страна изгледа многу едноставно, многу лесно. Меѓутоа кога ќе се проба, ќе се види дека баш се осеќа теретот на мускулатурата. Дека треба да се искоординира движењето, лева, десна страна. Па чеки се треба да мислам и на рака, на нога, на дишење. И луѓето значи, нормално се во конфузија, избунети се, затоа што првиот впечаток е дека изгледа многу лесно и едноставно. Но, со тек на време, се разбира, секој влага во форма, се учи. Тука сте вие постепено да ги внесете во овој спорт. Што е потребно од опрема? Со што вие све користите вежбајќи тај? Се традиционални оддела за вежбање, но може да се дојде комотно. Она што е важно, значи, сега зборам за кај мене во клуб, дека битно е да бидат скромно облечени, значи покриени рамена, колена и во памушна лесна гардероба. Така, во памушна лесна гардероба, шишенца вода и тоа е доволно. Така, напоменавме за психофизичкото здравје, 24 од сестрце е емисија која што се обидува на гледачите да им стекне здрави животни навики. Колку кај вас доаѓаат луѓе да побараат, да се занимаваат со тај чичуан или чиконг, затоа што можеби имаат некои здравствени потешкоти и на овој начин да се доведат во рамнотежа? Има. Значи, доаѓаат и за рекреација, доаѓаат и за да санираат одредени здравствени проблеми. И сега, тај чичуанот и чиконгот се познати по тоа што имаат голем бенефит врз психофизичкото здравје, особено во борбата со стресот, бидејќи стресот не доведува до нарушување таа биопсихосоцијална рамнотежа и луѓето тоа најмногу го чувствуваат, особено стресот од ова модерна секојдневие, да го кажам, и го бараат излезот во вежбањето. Значи, тај чичуанот и чиконгот всушност е една алтернатива, избор, како да поминеме еден активен одмор. Во исто време работиме на телото, работиме на духот и да се чувствуваме поздрави и посрекни. Тај чичуанот и чиконгот го овозможуваат тоа. Ти се дел од процесот на работата на личноста. Ако ние решиме, одлучиме да го бараме собствениот баланс, собствената рамнотежа, тогаш ние веќе сме го направили изборот да бидеме посрекни и да се чувствуваме добро во нашето тело. И сега кинеските вештини овозможуваат навистина ревитализација и регенерирање и на духот и на телото. Да, затоа што се работи нели за координирано движење со дишење, со одветно дишење. Значи целиот организам се забавува, не се оптеретува кардиоваскуларниот систем, што е многу битно. Тоа е еден поинаков вид на кондиција што возможува целиот тој наш систем подолго да трае. Така, дали во вашата група каде што вие вежбате и го практицирате овој начин на вежбање, има повозрастни можеби луѓе кои што доаѓаат да бидат дел од вашата група? Така, има повозрастни луѓе, значи препорачувате ли? Од 19 години па се до 65. Значи најмногу е застапена таа возрастна група од 20 до 35, да речеме, години.
меѓутоа има и постари членови. Велиме кинески боречки вештини. Навистина ли се боречки вештини или ова е само како уметност која што вие ја применувате? Може ли да се боречки вештини? Да. Меѓутоа има многу естетика да се снајдете во не дај Боже некоја непријатна ситуација на се разбира, работиме ни борбено тајчи. Меѓутоа тоа е заедно, не би ги одвоила. Значи борбениот дел од тајчичанот и она што го нарекуваме медитација во движење се функционираат како една целина. И да, навистина е уметност на телото и на духот кој што се реализира со практикувањето на овие две вештини. Ќе го издвојам и чиконгот како една многу битна вештина за одржување на здравјето, бидејќи особено важен за повозрасните, бидејќи добра превенција и го спречува процесот на дегенеративниот процес на коските. Исто така има бенефити врз кардиоваскуларниот систем, бидејќи не го оптеретува срцето. Значи ние вежбаме, работиме со нашата мускулатура, но срцето станува мирно. Тоа е она што е специфично и за чигонгот и за тајчичанот. Меѓутоа тајчичанот го работиме и борбено, значи часот во фейлонг тајчичан е малку понапорен за вежбачиот тајчичан физички, додека чигонгот е ментално понапорен и бара повеќе концентрација. Чигонг групата има од 20 до 65, додека во групата тајчичан, значи прилика од 20 години до 45 сигурно. Значи помлада некоја генерација, да. Напоменавте дека се напреварувавте во модерно и во традиционално тајчи чуан. На која е разликата помеѓу овие, модерното и традиционалното? Се поделени стилови во тајчи чуанот, значи модерниот стил е бара повеќе естетика, несување на нешто свое, додека традиционалниот јанг стил бара, значи, по-конкретен, има специфични стандарди кои што го следат и така. Се појавуваат постојано веројатно некои нови дисциплини, меѓутоа ние пред да продолжиме со разговорот ќе го вклучиме гледачот кога го имаме на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете во програма сте. Се јавува Марија од Скопје. Додека го вртев телефонскиот број ги добив одговорите од девојчињата и ми останува само да им честитам, да им честитам од срце и да им пожелам да продолжат понатаму така. А одговорите веќе ги добив додека го вртев бројот, ми интересираше дали повозрасните може да вежбаат, колкуто и би ме интересирало како можам да стапам во контакт со нив. Ви благодариме на јавувањето. Секако за контакт може да се јавите веднаш по завршувањето на емисијата и ќе ги добиете броевите од нашите гостинки, каде може всушност да ги најдете. А на самиот почеток, кога зборувавте за овие вештини, рековте дека можеби луѓето ги приметиле од филмовите кинезите како вежбаат во парковите. Можат ли вас да ве најдат некаде на отворено овде низ града? Секако. Цело лето сме во градскиот парк. Да, веќе и почнаа да навикнуваат на нас. Прво имаше чудни реакции, обично ни се собираат деца, па имитира и така малку беше. Имаше и неколку така чудни ситуации. Ви преоѓаат ли да вежбаат со вас заедно? Па се случува. Меѓутоа сега веќе почнаа да навикнуваат дека ние сме тамо во градскиот парк. После вежбањето ни приоѓаат, кажуваат дека многу интересно им изгледа. Оно што сакам да ве запрашам пред да се јави гледачката беше за тоа како вие ги надополнувате новите знаења за тајчи чуан и чиконг. Дали посетувате семинари, доаѓаат ли овдека одредени тренери кои што ви го префрлаат собственото знаење? Да, на релација сме Скопје-Белград. Значи, од таму, да, за сега на релација сме Скопје-Белград, семинари и одиме ние тамо, доаѓаат тука и така. Белград-Загреб, да, се извинувам. Белград-Загреб, Скопје-Загреб, Скопје-Белград и така. Така, и има ли кај нас доволно заинтересирани за тајчи чуан и чиконг? Она што можам да приметам од самото тоа што вие го кажувате, некако повеќе девојки веројатно се заинтересирани. Оваа година сме 50-50. Оваа година имаме членови во фейлонг, да, скоро пола-пола сме. Пола женски, пола машки, меѓутоа девојчињата конкретно за ова надпреварување беа поспремни, бидејќи полого вежбаат.
А во иднина се надевам дека има повеќе заинтересираност. Поредовно, подисциплинирани беа. Поамбициозни. Веројатно, да, амбициозност. Да. Сакам да и кажам... издржливост. Да, има нешто во тоа. Оваа година е подобрена ситуацијата. Имаме машки членови. С голем интерес. Ги поздравувам. И мислам дека како одат наредни години заинтересираноста расте. Значи, воопшто кај луѓето, не без разлика дали се машки и женски. Мислам дека расте интересот, бидејќи порано кога вижбавме во парк, ќе ни придат, ќе прашат што е ова, која е филозофијата позади тај чичанот, позади чиконгот, се интересира. Сега веќе знаат, више се навикнати дека вежбаме на тоа место и многу е, да, денешниот начин на живот е многу брз и со еден збор кажа на народски напорен, а додека вие ова што го применувате е некој баланс на духот и на умот. Како вие успевате да се снајдете, да излезете од